Апсолутната победа на театарот за деца и младенци со представата Волшебникот од ДОС на 12-тиот меѓународен фестивал за детски театри во Бања Лука, кој заврши пред 10 дена. Денеска официјално ја честиташе министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. На приемот на дел од екипата во Министерството за култура, Канчевска-Милевска рече дека е реткост еден театар да усвои половина од сите можни награди на фестивал. Во конкуренција на 13 представи од 10 земји и од 9 фестивалски награди, театарот за деца и младенци освои 4 покрај Гран При за најдобра представа во целина. Мюзиклот Волшебникот од ДОС доби награда за режија за Боњо Лунгов и 2 актерски награди за Тања Кочовска и Нина Дејан. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. А еве што друго ќе гледате во нив. Пуштена во употреба реконструираната улица Питогули на Водно. Општина Газибаба додели 60 нови решенија за легализација на дивоградбите. Остеопорозата најмногу ги напаѓа жените во менопауза. Одбележан денот на остеопороза. Денеска беше пуштена во употреба реконструираната улица Питогули во општина Центар. Покрај коловозот поставена е и нова фекална и атмосферска канализација. Улицата Питогули во населбата Водно денеска доживеа реконструкција. Прв пат откако постои населбата, истакна градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. Со реконструкцијата на улицата опфатени се и тротоарите и канделабрите. Станува збор за реконструирана површина од 2160 метри квадратни или 340 метри должина. Средствата за реконструкцијата во износ од 13 милиони динари се обезбедени од буџетот на општина Центар, додаде Жерновски. Улицата Питогули е една исклучително битна улица не само за граѓаните кои што живеат во овој дел од општина Центар, туку и за сите оние кои што ја користат оваа улица, затоа што таа поврзува исклучително битни делови од општината и од градот. Освен ова што гледаме како комплетно реновиран коловоз и реновирани тротоари, фактички е извршена сериозна интервенција внатре во утробата на улицата, затоа што за прв пат откако е формирана оваа населба имаме поставена фекална мрежа, имаме поставена атмосферска мрежа и исто така е интервенирано во делот на водоводната мрежа. Должината на новата атмосферска мрежа е 340 метри, истро е фекалната, а кај водоводот е интервенирано 120 метри. И што се однесува до тоа колкава е количината на коловозот, имаме поставено нов коловоз во површина од 2160 метри квадратни и тротоари површина 1340 метри квадратни нови тротоари. Исто така имаме реконструкција на канделабрите, нова сигнализација. Реконструкцијата на улицата Питогули се реализираше со задоцнување, бидејќи како што напомена градоначалникот Жерновски, првата фирма изведувач не ја завршила навреме работата, а се појавиле и проблеми со водоводната мрежа. Тивкиот крадец на коските, остеопорозата. Најмногу ги напаѓа жените во менопауза, но не се имуни ниту мажите. Ова денеска го истакна Снежана Марковиќ-Темелкова од клиниката за ендокринологија и претседател на Македонското здружение за остеопороза. Секоја петта жена и секој 8 маж по 50-та година заболува од остеопороза, која се повеќе зема замав на тивка епидемија. Превенцијата на оваа болест е од големо значење во намалување на незините драматични ефекти, а најголем сојузник на превенцијата се редовните прегледи. Македонското здружение за остеопороза постои 13 години. Многу сме направиле до сега, присутни во медиуми, присутни во policy maker, што би се рекле, присутни на предавања меѓу доктори, меѓу пациенти, така да од нешто што пациентите и луѓето во Македонија не знаеа што е а камоли остеопороза, веќе сега многу се зборува за заболувањето, веќе имаме резултати добри, пациентите ни се на терапија, превентивна, куративна, така да 17 дензитометриски апарати низ Македонија, како
како златен стандард за дијагноза на остеопорозата. Јас сум задоволна со она што сме го постигнале до сега. Која на возрастна граница најмногу ги напаѓа остеопорозата? Значи, таа воглавном ја напаѓа женската популација, белиот пол и возраста над 50 години. Иако не значи дека мажите не страдат од остеопороза, со тоа што кај нас јас работам на клиниката за ендокринологија, до сега 15.000 прегледи направени со дензитометрискиот апарат, многу висок процент на пациентките немаат остеопороза, можеби заради тоа што ние прво правиме скрининг со мал ултразвучен апарат, па некако ни се одбрани пациентките кои што ни доаѓаат по комплицирани горе. Дали доколку навремено се открие и односно се превенира оваа болест, може да се живее нормално со истата, односно се намалат нели болките, последиците? Апсолутно, значи ние делуваме превентивно за да всушност ги спречиме најсериозните последици од остеопорозата, скршениците, кои што не само да водат до една материјално чинење, емоционалното и чинењето на фамилијата нема цена. Општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски доделија нови 60 решенија за легализација на бесправно изградени објекти за физички и правни лица. До сега од започнување на овој процес, општината изготви и додели околу 2200 решенија, а има и 16.000 барања. Изготвувањето на вакви решенија од стручните тимови на општината продолжува и во следниот период. Прилог на Томислав Атанасовски. Во големата сала за состаноци на Советот на општина Газибаба, градоначалникот Тони Трајковски денеска додели нови 60 решенија за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти од подрачјето на општина Газибаба. Во оваа општина има пристигнато најголем број на барања за легализација на дивоградбите, околу 16.000, од кои 8.000 се со комплетна документација и секојдневно се прават напори за брзо решавање на истите. Околу 40 на луѓе од општинската администрација и ангажираните волонтери се групирани и секојдневно излегуваат на терен да ја контролираат градбата на оние кои имаат поднесено комплетна документација со изготвен елаборат, пошто се изготвува решението кое потоа се доставува до барателите. Во изминатиот период општина Газибаба има доделено околу 2200 решенија за легализација на дивоградбите. Градоначалникот Тони Трајковски упати апел до сите граѓани кои имаат поднесено барање за легализација на своите објекти да имаат трпение затоа што физички сите предмети не можат одеднаш да се решат, а сите оние кои немаат поднесено елаборат тоа да го сторат што побрзо, бидејќи рокот е до јуни 2014 година. Денеска на жителите од општина Газибаба ќе им поделиме нови 60 на решенија и со овие решенија досега вкупно имаме легализирано околу 2200 предмети. Сакам да упатам апел до жителите на општина Газибаба затоа што со измените на законот се утврди крајниот рок за поднесување на елаборатите од страна на граѓаните, значи тоа е месецот јуни 2014 година. Дупатам апел да не го чекаат последниот термин. Според податоците ние што ги имаме во општина Газибаба, за половина од предметите се уште немаме елаборати доставено од страна на граѓаните. Ова го кажувам, впрочем и од страна на министерот за транспорт и врски, тоа беше неколку пати потенцирано. Ќе дојдеме во ситуација кога граѓаните ќе побараат да изработат елаборати од страна на фирмите, а фирмите ќе немаат доволно капацитет. Со несмалено темпо ќе продолжиме во наредниот период. Општина Газибаба има решенија изготвени за правни и приватни лица кои добија пресметки за да направат плаќање и потоа да си ги добијат решенијата за легализација на своите објекти. Исто така, општина Газибаба упатува апел до граѓаните кои добиле вакви пресметки дека плаќањето може да го извршат согласно законот и на 12 месечни рати. Изготвувањето на вакви решенија за легализација на дивоградбите од стручните тимови на општина Газибаба продолжува и во следниот период. Општина Ѓорче Петров започна со есенското крпење на дупки на целата територија на општината, како подготовка за предстојната зима. Општина Ѓорче Петров започна со есенско крпење на дупки на целата територија на општината, како подготовка за престојната зима. Како што соопштуваат од општината, акцијата започна од населеното место Орман и ќе се одвива низ населбите Волково, Кисела Јабука и Даме Груев. Во акцијата за крпење дупки ќе бидат закрпени со топол асфалт сите сообраќајници, кои се од витална важност за нормално одвивање на сообраќајот, а ќе бидат санирани и поголемите оштетени
оштетување на улиците, дополнуваат општинарите од Ѓорче Петров. Градежните работи ќе ги изведува јавното претпријатие Улици и патишта, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Општинското основно училиште Димо Хаџидимов беше домаќин на работната средба помеѓу представници на УНИЦЕФ и дел од наставничкиот тим, кои се дел од програмата за социјална инклузија на училиштето. Од 10 основни училишта, Димо Хаџидимов од општина Карпош е најдобрата образовна установа во областа на социјалната инклузија. Целта на посетата на членовите од УНИЦЕФ беше согледување на работата на тимот и нивниот придонес за децата со посебни потреби. Искуствата на ова училиште ќе послужат за ширење на добрите практики на инклузивното образование во Македонија, но и пошироко. Оваа работна посета е од огромна важност за континуитетот на овој проект и за решавање на проблемите во образованието, објаснуваат од општина Карпош. Португалија, Шведска, Украина, Франција, Грција, Романија и Исланд, Хрватска ќе играат во баражот за пласма на светското фудбалско првенство во Бразил 2014 година. Вечерва со дербито помеѓу Милан и Барселона на Сан Сиро започнува третото коло во Лигата на фудбалските шампиони. Следува спорти околу спортот, но пред тоа да ги видиме рекламите.